Скопје повторно се гуши во отровен воздух. Мерните станици покажуваат енормна загаденост во центар, Ново Лисиче и Карпош, до 250 микрограми на 1 метар кубен, односно 5 пати над максимално дозволените граници. Покрај Скопје загадено и во Битола, Тетово и Куманово. Кои се засега препораките на надлежните? Користење на јавниот превоз, редуцирано возење автомобили, намалување на грејење на дрва, секако доколку е тоа можно, а лекарите советуваат да се избегнува престојно отворено во часовите кога воздухот е најзагаден. Ова се мал дел од апелите до граѓаните и институциите во услови на нарушување на квалитетот на амбиенталниот воздух, но барем засега нема ниту една конкретна мерка против загадениот воздух, кој буквално ги труе граѓаните. Новиот градоначалник Петре Шилегов планира да го поскапи паркингот во центарот на градот, со намера да го намали користењето автомобили во овој дел на градот, меѓутоа целосниот план за борба против загадувањето ќе го објавил на 15 ноември. Секако воздухот е тема и за политичка борба помеѓу партиите. Во ВМРО-ДПМН вината ја лоцираат кај СДСМ. Реагираат зошто и по 6 месеци од преземањето на власта се уште немале преземено конкретни мерки за заштита на здравјето на граѓаните од отровниот воздух. Веќе 6 месеци СДС ветува, но нема ништо превземено да се намали загадувањето на воздухот во Република Македонија. Целокупната одговорност и сите институции кои треба да реагираат се во рацете на СДС. Потребни се мерки веднаш. Стоп за популизмот и лажните ветувања. Во прашање е здравјето на илјадници граѓани. Наместо ефтин популизам и декларативни заложби потребно е итно действување. Пред се владата, но и Шилегов и останатите градоначалници на СДС, наместо парадирање треба да се ги засукаат ракавите и да почнат да превземаат мерки за почист воздух. Граѓаните очекуваат резултати. Инаку со овој проблем граѓаните се соочуваат секоја зима. И минатата година имавме енормно загадување во Скопје, Тетово, Куманово, Битола, Кичево, Кавадарци. Црниот рекорд сепак го држи скопско Ново Лисиче, каде што лани беа измерени над 1200 микрограми PM10 честички во воздухот, што е за цели 12 пати над максимално дозволената концентрација. Според лекарите, годишно неколку илјади наши сограѓани умираат од загадувањето.